последните 5 години Македонија за прв пат паѓа на овој индекс од 2019 навака. Инаку како држава ние сме во поглед на овој индекс и еден мал шампион. Значи можеме да бидеме од најлошата земја во регионот, па буквално речиси на целиот континент до најдобрата. Минатата година го имавме таа славна позиција на 36-то место од вкупно 180 глобално гледано. Меѓутоа да потсетам дека во 2014 година, што не е така одамна, Македонија беше на тоа неславно 123-то место. Да, ние и подготвивме, дали може да ја видиме табелата, еве додека зборувам, повелете. Да, благодарам. Сега анализата покажува дека сепак Македонија не е во она лошо друштво на земји кои што се доста пониско од нас и така има и во регионот, меѓутоа на пример Црна Гора и Словенија се подобри од нас на ова рангирање, а минатата година и претходните години Македонија беше една од најдобрите во регионот, ако не и во југоисточна Европа. Тоа што загрижува настрана од самите бројки, кои што укажува дека Македонија сепак има некое пристојно место, меѓутоа има регрес во мерењата на овие параметри, е како реагираат, би рекол, политичките партии кога се објавуваат овие извештаи. Тоа што во разговор со дел од моите колеги го имавме во изминатите денови е дека кога се објави извештајот имаше условно кажано како јавен надпревар помеѓу главните партии кој е повеќе виновен за ситуацијата дека Македонија паднала, а немала успех.